Борбата за спас на судството од инсталациите од претходната власт, кои до вербата ја паднаа на 2% ќе биде тешка, бидејќи се очекува тие жилаво да се борат за да ги задржат функциите. Премиерот Христијан Мицкоски е уверен дека власта сепак ќе извојува победа во целата битка за независно судство и ослободување на судско-обвинителскиот систем од канџите на политичарите. Свесен е дека процесот ќе биде исцрпувачки, но најважно според него е да има правда во Македонија, а граѓаните да веруваат во системот. Нивната цел да дадат се од себе за да го уништат обвинителството и судството, за да можат нивните вистински стопани, тие малкуми на обвинители и суди да ги заштитат, добива епски размери. Често пати во изминативе, речиси 5 месеци од како сме влада, се случува да некои од обвинителите имаат стомачни проблеми, главоболки, температура и така натаму, во моментот кога ќе треба да се превземе резолутна акција против криминалци кои што беа символ на едно минато владење 7-годишно. Последниот скандал со членовите на судскиот и обвинителскиот совет и нивниот упад во управниот одбор на Академијата предизвика уште еден земјотрес во и онака разнишаното правосудство. Антикорупцијската комисија регистрираше судир на интереси, бидејќи едни исти суди и обвинители си членувале и во советите и во Академијата. Комисијата порача советите да преземат мерки со кои ќе ги стават вон сила одлуките со кои нивни членови беа назначени за членови на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители. Со години граѓаните се сведоци на низа скандали во судовите и обвинителствата. Оние кои треба да донесат правда ја заробија во јазлите на политичките амбиции и личните интереси. Корупција, лични врски, непотизам, тесни интереси. Вака е отсликан судскиот пејзаж. Токму поради ова, Европската Унија и повеќето меѓународни институции често се многу критични и бараат што поскоро да се спроведат реформи. Премиерот во повеќе наврати ја повика правната фела и невладините да дадат своји мислења за реформирање на правосудниот систем.